Почитувани гледачи, добра вечер. Во продолжение ќе го проследите новото издание на емисијава Интерактив. Разговаравме со председателот на ТМОРА Ванчо Шехтански. Што значи отварањето на нова телевизија за вас? Ве нуди ли поголема можност да се слушне гласот на граѓаните? Добро вечер. Најпрвен, сакам да ги поздравам слушателите и гледачите. Сакам да ве поздравам ваш како нов медиум во општина Штип. До изборите јас не знаев дека има уште еден медиум и тоа ме радува. Изминативе 2 недели од кампањата, тоа што можев да забележам е коректно известување од ваша страна и еве јавно ви се заблагодарувам. Што значи не еден нов медиум? Значи многу. Знаете, ова е како Северна Кореја, Македонија. Една пласирана вистина и таа се рефлектира во јавноста таква каква што ќе се покаже. Без можност за било каква корекција или кажување на некој друг став. Оно што фали овие 30 години во Македонија, знаеш, се обидуваат националните телевизии да глумат еднаш во овој мандат позиција, па другиот опозиција, меѓутоа не е тоа. Вие гледате дека на националните телевизии има вкупно 16 луѓе, точно ќе ги изброите, каде што учествуваат на дебати и на дуели. Еве, на гледачите што гледаат, нека се заинтересираат едно 10 дена, нека ги гледаат дебатните емисии и ќе видите дека се тоа 16 луѓе кои што дебатираат и кажуваат, односно креираат јавно мислење. Ако се повеќе, коригирајте ме. Така. Како ја гледате општина Штип и што мислите дека треба да се промени за да имаме модерна општина? Со изградбата на автопатот Гоце Делчев, Штип стана во вистинска смисла на зборот регионален центар. Ако порано беше македонскиот Манчестер, град на текстилците, со падот крајот на 90-тите на текстилните гиганти кои што беа исклучително силни и во поранешна Југославија и во Европа, Штип имаше еден период од една декада на стагнација. Со отварањето на студентскиот универзитетот Гоце Делчев и пред се со автопатот, што да не заборавиме, вие сте помлада, за овие 30 години од Источна Македонија се иселени околу 280.000 луѓе. Тоа е огромна бројка. Тие луѓе да има инфраструктурно поврзување, да има нормален животен тек, немаше да излезат од тука. Многу доцна дојде она автопатско поврзување на Источна Македонија со главниот град, да речеме, Скопје, кој што е сепак центар кај што се одвиваат сите дејности. Сега за Скопје, од Скопје за Штип патуваме од 25 до 30 минути, што е многу поблизу од аеродром до Ѓорче, каде што е 45 минути. Право задоволство е да се дојде до Штип и јас би сакал сега овие услови да не беа вакви, да бевме во студио, меѓутоа од добро познати причини заради ваша безбедност и заради моја ќе мора на овој начин да комуницираме. Така, но се нели надеваме дека се ќе се спреди. Би требало. Зошто го кандидиравте токму Лазар? Така. Како прво, Лазар Наумов е координатор на ТМРО за општина Штип. Тој не е кандидиран од вчера или од затвчера. Он е повеќе од година дена координатор на општинскиот комитет во Штип. Ние сме со сопствени простори во Штип, веќе подолго време присутни, се работи на теренот, инфраструктурно, кадровски. Излеговме не случајно на овие избори, го подготвувавме, сега искрен да не го подготвувавме за овој период, меѓутоа бевме спремни. Бевме спремни и тоа можете да го видите секојдневно на терен. Се работи професионално, со секојдневно професионално известување на медиумите, со билборди, со спот, со комуникација со медиуми, со целиот тој рекламен материјал, една солидна финансиски издржана кампања која што не е случајна,
што може да значи и самите да оцените дека се работи за сериозна партија која што преферира да има свое место во општина Штип. Лазар Наумов на вас ви е познат во Штип, значи од музичката група Бумбари. Обично музичарите немаат, ајде да речеме пријатели, туку немаат, ги бие добар глас, значи секој што отворени кон народот. Тој е семеен човек, на 43 години е веќе дедо, може најмлад дедо во Штип, има 2 внучиња. Семеен човек, сталожен човек. Малку на почетокот имаше проблеми со комуникацијата со Трема, вика не е исто, вика да земам микрофонот, вика и сега да зборам за политика, меѓутоа таа е позитивна Трема и треба да го сватат штипјани. Како одминуваше времето се подобро се снаоѓаше и веќе се снаоѓа. Затоа што за позицијата градоначалник не треба политичар од оној естаблишмент што го гледа тоа изминативе 2-3 децении во Македонија, каде што се излегува и се лаже. Де ова ќе правиме, де она ќе правиме. Значи тој е сериозен човек, семеен човек кој што не знае да лаже. Значи самата професија му е таква. Таа програма што ја имаме направено е сериозна програма. Таа е достапна, нашите екипи работеа максимално овие 2 недели на теренот, нашите членови и активисти. Мислам дека скоро до секој штипјанец дојде програмата и таа не е наивна, нема некој да рече дека за 9 месеци нешто ќе спремиш или ќе направиш. Не, значи ние направивме тоа што фали за Штип. Тоа што му фали на градот. Значи имавме една анкета во текот на октомври, повеќето значи на старосна група ја направи професионална агенција, исто како што и спотот го правеше професионална агенција од Хрватска. И мене ми е жал на вистина што не се дава и кај вас, бидејќи не знаевме дека оние правило ДИК, меѓутоа за наредниот пат ќе имате во секој случај простор од наша страна. Имавме анализа што фали во Штип. Зашто Штипот пред 10-15 години не е исти сега. И затоа таа студиозна програма која што е отпечатена, мислам, во 20.000 примероци, е достапна до секој. Едно од клучните прашања вика е немањето на спортска сала. Сега сала не се прави за 9 месеци, ниту се. Меѓутоа, тоа е голем проект. Штип како град од 60.000 луѓе и регионален центар за скоро 300.000 луѓе во Источна Македонија, нема спортски објект, сериозен спортски објект. Знаете што е сериозен спортски објект? Не е сала од 500 луѓе, каде што од трите страни има гола позадина и една трибиничка за 400-500 луѓе максимум. Значи на Штип му треба сериозна спортска сала. Вие немате ниту еден меѓународен натпревар никогаш. Дали е ракомет, дали е кошарка, дали е фудбал, ајде оние спортови што се во сала. Значи во Скопје доаѓаат тука 2 пати неделно. Ракомет и мажи и жени, Барселона, Пари Сен-Жермен. Значи салите се преполни а доаѓаат од цела Македонија. Значи има зашто да се зборува оваа недела. Значи буквално во Штип, освен убавиот ноќен живот кој што го има Штип, да, еден од поубавите, морам да ви признам, и пастрамајлијата не може со друго ништо да се пофали на овој план. Зошто 7.000? Сега по новите прописи што се, јас сум спортски работник, поранешен председател на фудбалски клуб Вардар, брендот македонски од 2008 до 2010 и сум љубител на спортот и затоа ги знам овие работи. Значи еден спортски настан од меѓународен карактер, дали е европско првенство, Лига Европа, треба да има сала од 7.000 гледачи. Во Македонија, освен Скопје, таа е новата сала е на Сандански, друга нема. За одржување на европско. Може за 4 години, за 5, Македонија да биде домаќин на некој европско првенство во ракомет. Па нема само да биде во Скопје, ќе биде во 3, во 4 града. Или да има клуб соодветен. Имате ли клуб вие соодветен во ракомет, во одбојка? Тоа регионални надпревари, што се каже што меѓународно ќе дојде некој голем клуб за голем настан. Не. Настан во Штип е Макфест. Неколку стотини гледачи и толку. И таа мултифункционална сала што ја има тебе во најблиските
места тука ги имаат, особено Харватија, во секој град ја има. Од Винковци, од Вуковар, таму има за спорт, за мултифункционално. Значи, освен за одбојка, за ракомет, и мажи и жени, има за бокс во тој дел. Има за пинг-понг, има за тенис, има за стрелаштво. Значи, тие поединечни спортови што ги нема во Македонија. Тоа е тоа што му фалеше на Штип и што ставивме во овој дел од програмата и кој што се трудевме овие 2 недели максимално да го и преку Лазо и преку кампањата и спотот да го презентираме до штипјани. Катните гаражи. Значи, внимавајте, Штип нема катна гаража. Ево, јас сум адвокат. По професија и проблемот во Штип кога ќе дојдеш, пред судот, има таму 5 места пред судот, ако има, ако нема, ќе вртиш пола сат, хајде да паркираш. Значи, Штип се развива, не е. Тоа се сериозни проблеми. Не можеш да направиш врз реката, сега да ставиме тука и ќе го решиме проблемот со уште 20 паркинг места. Не, тоа го нема веќе во светот никаде. Го нема веќе во светот никаде. Значи, катна гаража. Катната гаража ја има и Струмица. Ја има секаде, во соседна Бугарија, например. Секој бил од вас во Горна Џума или Благоевград или Чустендел. Значи, ги има неколку. Значи, модерниот начин на паркирање значи, покрај зонското паркирање и катна гаража, кој што го растеретува. Па тоа ни Охрид го нема. Па сега и Охрид на брзина ќе се прави. Значи, на Штип, двете најфреквентни места, што ја имаме лоцирано во програмата се центарот и делот околу пазарчето, каде што е сконцентрирано поголемо население таму, на кај Сењакот, на кај бабите, каде што едноставно нема простор за паркирање, а релјефот на местоположбата е стрмен. Значи, тоа не е случајно само напишано туку така, туку тоа се навистина работи што се потребни на градот и што му требаат. Вие имате водоводна инсталација која што е стара 50 години. Не се знае што пиете, која вода и каква вода пиете. Значи, сето тоа се комунални проблеми. Не може да речеме ние ќе правиме болница. Значи, тоа не е работа на локална самоуправа. Јас сум бил директор во периодот од 2008 до 2009 до 2010 на Агенција за конфискација. Значи, автор сум на Законот за конфискација во Република Македонија, прв директор на Агенцијата за конфискација. Законското решение е моје дело. После бев 5,5 години директор на Инспекторатот за локална самоуправа. Значи, директно во општините. Ги знаев градоначалниците и советите одговараа пред мене. Значи, точно ги знам сите проблеми што се во општините и конкретно во Штип. Значи, знаеме што фали, што недостасува. Да, автопатот е тоа, меѓутоа, за развој на еден град, за младите да имаат, да не оди само во овој или оној кафич, преубави кафичи ги имате, или да не оди на Пастрамајлија, треба да има некоја забава таму. Дали спортски надпревари, дали скейтборд, дали игралишта, дали културни настани. Кој културен настан имате освен Макфест? Значи, тоа е тој дел што е во надлежност на локалната самоуправа. Локалната самоуправа не треба да се бави само со редење на плочки покрај отиња на кеот. Значи, улиците не личат на ништо. Не личат на ништо. Паркирањето е катастрофално. Водоводната инсталација е никаква. Значи, тоа се тие работи што треба некој да ги направи. Не е само да излезе партијата да кандидира ВМРО или СДС, овој ќе биде и сите. Овој ќе биде. Нема да излеземе да гласаме, ајде нема да излеземе да гласаме. А зошто нема да излезете да гласате? Која е причината да не излезете да гласате? Има корона. Да, има корона. И во Америка имаше корона, па имаше избори. Така. И во Штип има корона, па и во Штип има избори. А пред 3 месеца трчаа како бесни кучиња. Низ цела Македонија. А и денеска трчаат низ сите градови. Се собираат масовно, протест во овој град. Па тоа е поопасно од тоа да излезеш со маска и со ракавици за 5 минути и да гласаш во Штип. Значи, тоа не е алиби. Алиби е нешто друго. Сега доаѓаме во делот на политиката. Ова е во делот на локалната работа, локалните ингеренции што ги имаат општините,
на локални законот за децентрализација на општините, значи беше стопиран во 2014 година од други причини кои што не се рефлектираат во Штип. Овој човек што е кандидиран е сериозен човек, може не знае да додржи говор и да излаже народ, да каже ово и тоа. Меѓутоа, тоа што е напишано во програмата, тој е сериозен човек и ќе го спроведе тоа. Ќе го спроведе тоа, Штип има можност, значи, да гласа за сериозен човек. Стварно сериозен човек кој што има соодветна програма и таа е подлога за наредниот период, зашто Штип ќе си има работа со ВМРО и на наредните избори, локални и на парламентарни и на се. Имаме сериозна инфраструктура, колку е бројна, толку е, значи сепак сметаме дека има место за една национална десна партија во градот Штип. По однос на бојкотот, значи тоа е пред се политичка работа, Ние имавме можност за бојкот, како народ, како македонци, на 27 април 2017 година, кога се случи пуч во државата, кога на нелегитимен начин беше узурпирана државата. И потоа следува промени на устав, на име, на јазик, потпишување на тирански платформи, на преспански договори, на бугарски договори, на секакви со кои се обезличи македонскиот народ. Сега, тој што повикува на бојкот денеска, имаше 50 кусур пратеници во собрание, кои што требаше да излезат на 27 април, тогаш да бојкотира, а не да прави кворум во собранието овие 3 години, да дозволи да се промени. Ние ги имаме сите, значи промена на име на армијата на Република Македонија. Вашите пратеници гласаат Штип. Промена на уставот. Ратификација на преспански договор. Значи, сите тие уставни измени што беа направени со кворум. Ако се бојкотираше и немаше учество, да излезеше народот не на улица, да се бојкотираше, немаше да дојде до тоа. Легализацијата, јас како правник, ајде да не речем како адвокат, како правник од која година сум, од 98, 22 години, значи со сериозен адвокатски стаж, изборите во јули месец 2020 беа легализација на дивоградбата Северна Македонија. Самото излегување на тие избори беше легализација на тие што нелегално, нелегитимно ги распишаа изборите. Значи, тие ги легитимираа нив како валидни. Изборите беа такви како што беа, во светот непознат избор на 6 изборни единици по Донтов модел, каде што треба да освоиш 8.000 во една изборна единица за да имаш пратеник. Ако не, 70% одат на првиот, 30% на вториот. Значи, не во вода, туку одат за првиот и за вториот. И се добива на ВМРО и на СДС едни астрономски износи таму од 400-500 гласачи, што реално не се. Ние на таков изборен модел од два аспекта не учествуваме. Прво, заради изборниот модел кој што е криминален и нелегитимен, во светот не постои таков модел, со 6 изборни единици, значи има една изборна единица како секаде. И не учествувавме на избори распишани од нелегитимната власт. Сега, таа нелегитимна власт направи се и се што во Македонија. Ве преименува тирански платформи, смени име, немаше легитимитет да преговара. Кој е тој Никола Димитров да потпише меѓународен договор во Преспа 2018? По уставот такви договори потпишува претседателот. Дали е тој свесен дека за такво нешто се оди во затвор, доживотен затвор? Кој е тој во свое име како министар за надворешни работи да потпише меѓународен договор? Уставот е многу јасен, отворете го уставот, има 123 члена, вика меѓународни договори потпишува претседателот на државата. Точка. Кој го потпиша тоа? А кој го ратификуваше во собрание тоа? Кој направи кворум тоа? Така да овие смешни работи да бојкотираме сега е свртување само на внимание. Со Преспанскиот договор, со член 7 и 10, значи 99,9% од македонците не го виделе Преспанскиот договор и не знаат што е. За да дискутираме сериозно, јас како политичар,
или како правник да дискутирам, никогаш не е отворена тема и затоа е добро што имате медиум, отворено каде што ова ќе го слушнат одреден број луѓе во Источна Македонија и пред се во Штип. Дали знаете што е Преспанскиот договор? Не. Член 7 и член 10 од тој договор вели дека не постои македонски народ, македонска култура, македонска цивилизација и македонски јазик. И сега вие преговарате со Бугарија за јазикот. Каков безобразлук. Значи со Преспанскиот договор Македонија се откажа, македонците се откажаа од македонскиот идентитет и од македонскиот јазик. Значи не е проблем дали е Северна Ирска или Северна Кореја или Северен Јемен или Црна Гора, Монтенегро или Кроација, Хрватска, како е примена во Обединените нации или како е заведена во меѓународните договори. Значи работата е што никој никогаш сум имал можност, значи 8,5 години да бидам дел од владата на Груевски, каде да, преговарано е за употребата на името во меѓународните односи. Една од точките да беше Северна Македонија. Меѓутоа никогаш не е било и не се слушнало да има билатерален договор. Значи ова е криминал што е направено од Бандава и што е потпишан тој договор, нелегален договор и нелегални луѓе да потпишеш во нечие име, да има можност за такво нешто, мало ќе идризува. Значи, Преспанскиот договор е нелегитимен договор, незаконски потпишан од невластни лица. Со тој Преспански договор се менува идентитетот, не името. Името е политички спин. Значи, ирците се ирци, Северна Ирска е Северна Ирска. Проблемот е во договорот што ние го менуваме идентитетот, па дрво без корен се суши. Ние се откажуваме од нашето културно-историско наследство. Ако една држава се откаже од културното историско наследство и од народот, таа не може да биде држава. Основата на една држава е народот. Ако нема народ, нема ништо. Според тоа, ова е политички спин со Бугарија, значи одвлекување на внимание и сега глупирање, ќе свириме, се јавија сите србомани дека ние сме против. Сите сме против. Што не станавте пред година и пол? Пред година и пол, кога се потпишуваше тој Преспански договор, да го блокирате тоа. Сега со Преспанскиот договор веќе е променет. Е откажано од јазикот. И сега се прават спинови. Овие бранат и овие бранат. Значи сите се победници и се завлекува вниманието со изборите во Штип. Што значат сега изборите во Штип? Победа на СДС во Штип значи ветер во грб. Значи дека тоа што го направија овие 3 години, народот го одобрува. Што не е точно. Опозицијата, така наречена, вика ние ќе бойкотираме. Добро, ти ако бойкотираш, значи останува власта. Кој е на власт? Ти си на власт? Не. СДС е на власт. Значи ти го оставаш СДС да победи и да направи политички спин, ветер во грб и да рече, нашата политика, ова е тест и победи и доби. Значи ова е офсайд, намерно пуштање, и свртување внимание со глупости, со свирење по градовите, не можем да стигнем на време, за да се вклучиме сега тука со вас, свртување внимание со глупости. Бойкотот значи од два аспекта. Ако се бойкотира и не се излезе, значи е глас за СДС и одобрување на политиката. Она другана приказка, што е дека нема цензус да има од 30%. Па и што ако нема цензус? За 15 дена по законот повторно пак ќе ги распиши и треба да се вртиме во круг. Значи тоа е се спин. Работата е на 13 во недела да се излезе и да се гласа, да се даде црвен картон на оваа нелегитимна, ненародна, немакедонска власт. Да му се покаже црвен картон дека не му е местото веќе во политиката. Сето ова
од спротива е само дефокусирање од настаните. Дефокусирање и против кандидатот. Значи, внимавајте, ние имавме во минутот до 12 изненадување. Изненадување со кандидирање на подинтеграна член. Значи, јавно ќе ги кажеме тука, значи, Джими беше носител на листа 2008 година на ТМР во изборна единица 3 од ТМР. Беше член до октомври. И сега наеднаш се удира нож во грб. Значи, тоа е се заради одземање на гласови. Заради одземање на гласови. И тука македонците треба многу да внимаваат. Многу да внимаваат, бидејќи овдека доаѓа и до сериозно мешање во Македонската православна црква, каде што директно со хуманитарни помоши се разводнува македонското православно ткиво со протестантско влијание. Значи, играта нималку не е наивна. Ние ја знаевме таа игра и затоа беше дистанцирана таа личност од тоа. Меѓутоа, да не зборуваме повеќе за тоа, не заслужува повеќе внимание за тоа. Значи, бојкотот, ако се бојкотира, тоа е глас за СДС. Цензусот за 15 дена повторно. Целата работа е да се делегитимира народот, да му покаже, овој македонски народ да се свести еднаш, дека не е се тоа што му се прикажува, наводна позиција и опозиција, дека има и други здрави луѓе македонци овдека, кои што имаат намера да направат нешто во Македонија и да ја сменат. После 8 декември 2019 година, значи точно на една година, ова ми е прво интервју на Медиум. Точно од ова што го зборев, бев на црната листа. За народот да не го слушне ова, што ви го зборувам. Ова се спинови. Предавството и обезличувањето на Македонија е со Преспанскиот договор. Сте го виделе рамковниот договор од 2001? Не. Сте го виделе Преспанскиот? Не. Кој го видел тоа? Тоа за некој да го потпише и да го направи, знаете што треба? Треба да се доправи државата, да има, да му го достави на секој, да го прочита, да види, да знае. Тој не знае што е. Рамковниот договор, никој не го знае. Преспанскиот не го знае. Значи, ова е заблуда, ова е неверојатно нешто манипулирање со македонците. На страшна манипулација. 600.000 луѓе се иселија тука од оваа манипулација. Вие гледате исти луѓе овдека 25 години ви се појавуваат на медиумите. И тој не разговара за друго. Тој е така програмиран, излегува и вика ДПМН е тоа, ВМРО ДПМН е тоа, Заев тоа, Заев оно. Значи, тоа е дефокусирање на јавност. Немојте да мислите дека нема луѓе тука. Има луѓе. И затоа е добро што има медиум, каде што одредена бројка, во одреден регион, значи може да го слушнат тоа што сега го слушаат. Така. Која е вашата програма? На ТМР, за локалните? Да, која е програма? За локалните ви кажав, значи во контекстот на тоа, сублимирани се оние главни работи. Значи, ние правевме сондажа во месец октомври кои се главните проблеми во Штип. Излегува немањето спортска сала, немањето водоводна инсталација и немањето катни гаражи. Тие се трите главни проблеми. Вие имате во железничка населба на влезот во Штип, каде што немате не асфалт, немате канализација, имате септички јами во центар на град. И јас ќе ви кажам како директор што бев во локална самоуправа 2014 или 15 година беше од ИПАРД програмата. Бидејќи 12 години нема македонец министер за локална самоуправа. 60% од средствата од ИПАРД програмата одеа за северозападниот регион. Значи нема село, албанско село, кое што нема асфалт, нема нова водоводна инсталација, за фекална канализација да не зборуваме.
12% беа за источниот плански регион, односно за овој Штип тука и за цела источна Македонија. 10 за јужниот и 10 или 8 беа за југозападниот. Значи, во која ситуација се доведуваме ние македонците како македонци во собствената држава да бидеме на вакво ниво, каде што тоа воопшто не интересира каде одат тие средства. И ти имаш во центарот на Штип населба не без асфалт, туку со септички јами. И си викаш градоначалник, ќе гласам, пак ќе гласам или за ВМРО или за СДС. А како ќе гласаш, што е направено, на што личи? Значи, тоа е страшно манипулирање, исто како што е манипулирање сега со бојкотот. Ајде да бојкотираме во недела сите. Сакате да бојкотираме, да повикаме на бојкот. Што ќе се случи? Ќе се добие СДС, ќе излезе Заев, ќе рече нашата политика ја поддржува народот. Или втората солуција, немаше цензус 30 за 15 дена нови. Мислам, дајте, јас веќе не знам што треба да се каже и што треба да се направи тука. Значи, гласачкото право 5 минути се користи. Кога си ти сега безбедно што разговараме, се става маска, се става ракавица и се казнува политиката. Луѓе, оваа политика 600.000 народ избрка од Македонија. 280.000 луѓе избрка од Источна Македонија. Од вашиот регион. Во Пехчево има 12 деца во прво оделение. И ние ќе гласаме повторно, ќе излезе некој за да ви каже да бојкотираш или гласај за овој. А ти си доктор во време на пандемија. Да, човекот е во ред, лекари. Со изворедни перформанси на хартија, верувам дека е така и во пракса. Меѓутоа, ти си доктор. Ти во време на пандемија не треба да трчаш да бидеш градоначалник 9 месеци во Штип. Не треба да бидеш ни пратеник. Имаш 19 пратеници беа, кои што се доктори и 13 градоначалници. Во Македонија си отидоа лекарите низ цела Европа и по Америка, ти имаш 32 доктори, кои што се или директор, или градоначалник, или пратеник. Да не зборуваме за министри, заменици министри, директори. Значи, ова е несериозно. Луѓе умираат по пат, ти се кандидираш за градоначалник. Затоа е Лазар Наумов најсоодветен човек кој што има програма и сериозна, значи, структура која што ќе го менаџира градот. Значи, не е тој туку така пуштен низ вода, и вие гледате дека секој ден излегува со нова тема и со нов проект. Сакаме да му покажеме на Штип, сакаме да им покажеме на македонците дека има за кого да гласаат. Има за кого да гласаат. Не е се црно-бело. Дајте им шанса на луѓето. Дајте им шанса. Што друго од моја страна или од наша страна, каде што имаме сериозна кампања, финансиски сериозна кампања, освен да им речеме, дајте му шанса на човекот, излезете, заштитени бидете, со маска, со се. Дајте му шанса 9 месеци да видиме што ќе направи 9 месеци, дали ќе има промена. Гласајте за број 7, направете промена. Така и логото, направете промена. Па, со радост, во понеделник, Штип да биде првиот македонски град, во буквална смисла македонски град, пред општината во која ќе се вее нашето 16 крако македонско сонце. Тоа е финишот. Така. Кон што целите и на каде е насочен вашиот акцент, целна група? Целна група се жителите на Штип. Значи, ова што го кажував до сега, тргнувајќи од железничка, ако им е убаво, нека си гласаат, нека бојкотираат. Значи, ние ги опфативме во програмата. Значи, прво од градот Штип, никој не побара од ИПАРТ програмата и од Министерство за локална самоуправа проект. Значи, и јас додека бев директор, немаше никакво барање за сериозен проект за изградба, значи, на соодветна инфраструктура во населбата. Сите се запнале околу центарот да ставиме тротоари и да изградиме трговски.
или споменик. Значи целата група се штипјани. Штипјани кои што ајде нека пробаат да направат промена со сериозен човек, со сериозна програма, да покажат црвен картон на сите овие што ги лажат до сега и овие што ги бойкотираат и овие што им викаат дека е се убаво и дека се е направено. А што е направено овие 3 години? Што е направено овие 3 години во Штип? Пуштен е автопатот. Автопатот не е проект на градот Штип и не е проект на оваа влада. Овој проект е 2013 година. Што е направено? Еден да излезе и да ми рече во Штип е направено тоа. Ништо не е направено. Апсолутно ништо. Апсолутно ништо. Ви ги кажавме главните работи. Па срамота е Штип да нема, пак ќе тргнем од салата, бидејќи е најсмешно нешто. Доаѓаат луѓе тука кога игра Вардар Ракомет, кога игра кошарка, МЗТ работнички во АБА лига, доаѓаат млади луѓе од Штип, од тука, кај нив нема. Како да не е 21 век. Вие сега се прави стадионот во Штип. Бидејќи сум и фудбалски работник од порано, сега се прави трибината во Штип. Знаете ли дека годишно има по 1.400.000 евра секоја федерација за реконструкција на стадионите во државата? Никаде не е направен ни еден стадион, ова е надвор од локална самоуправа. Во Прилеп се прави 8 години, во Битола 6 години. Значи никаде не е направено ништо, тие средства што се донираат, мислам стигра на смешни ливади и сега ќе се прави уште 5 години. И кај вас, и бараме спорт, бараш да играат млади луѓе, да дојде публика да гледа, каде да гледа, на што да гледа. Дајте шанса на сериозни луѓе сето тоа да го направат. Покрај Лазо на Умов, значи, овие денови, бидејќи постојано бевме во Штип, видовме плејада на млади луѓе, ајде да не речам деца, на млади луѓе. Ти кев, значи, да слушнеш од нив програма. Штип е најнепошумен град во Македонија, знаете ли? Со најмалку дрва во околината. Штип е пустина. Тоа е работа на локална самоуправа. Зошто си градоначалник ако не организираш да се пошуми, на што личи ово? Значи има многу работа. И тие работи сите ги слушаме од младите луѓе кои што одат од куќа на куќа со него, претежно се млади луѓе, претежно се студенти, тоа се наши членови, наши активисти, кои што секако ќе имаат сериозно место, значи, и на парламентарните избори, на локалните, и во учество во власта, значи ВМРО нема да биде надвор од процесите во наредната година. Јас како председател на ВМРО, значи, секако ќе најдам место и простор за квалитетни млади луѓе кои што своите проекти ќе ги прават тука. Не случајно Македонија треба да е на македонците. Без македонци во Македонија нема македонска држава. Лесно е на Facebook да одиш и надвор од Македонија да кажуваш колку ја сакаш, а си отиден од тука, не си инвестирал ништо, тука немаш, значи, кај да дојдеш да се вратиш, а не па сериозен објект. Погледнете ги албанците. Не само куќи што имаат направено секој од нив иселеник, за кај да дојде тука летно време, туку имаат и сериозни капацитети. Тоа го нема кај нас. Тоа го нема кај нас. И затоа треба македонците да бидат своји на своето. А ако не бидат своји на своето, ќе немаме ни држава ни ништо. Изборот во Штип е за македонскиот градоначалник, за Лазар Наумов број 7. Направете промена, дајте му шанса на човекот, дајте шанса на нова опција сериозна, да видиме како е. 9 месеци е, нема ништо да биде сериозно. Ние дадовме шанса овдека на луѓе што избришаа се што е македонско, па повторно без срам и без перде бараат поддршка од народот. Зашто? Што има уште да брише од македонците и од македонска држава? Што остана? Да продаде пошта, да продаде хидроцентрали, се да продаде. Не тоа на татко му да продаде. И нема казна. Нема казна како што 90-тите направија приватизација. Страшна приватизација, грабеж, 25 олигарци направи оваа држава. 25. Останаа 360.000 луѓе стечајни работници. 360 фамилии останаа. Некои избегаа, некои останаа, меѓутоа остави трага и на наталитетот.
кај македонците. Дајте шанса на сериозни луѓе да се спасува тоа што може. Така. Верувате ли дека ќе гласаат за Лазар Наумов? Па не би го кандидирале ако не веруваме дека ќе гласаат штипјани. Бојкотот значи уште еден куршум во чело на македонците. Значи оставање на СДСМ на власт, ако нема цензус, повторно си останува истата власт, па повторно избори, значи не се менува ништо. Се работи за политички спин, за свртување на внимание. Проблемот со Бугарија е завршен во член 7 и член 10 од Преспанскиот договор, каде што се откажуваме од македонски јазик. И тоа не му се кажува на народот, се крие. Сега се прави спин, политички договорен. Значи ова е договорена работа со Бугарија, договорена работа за да се амортизира незадоволството кај македонците, да се сврти вниманието. И затоа е потребен црвен картон. Затоа веруваме дека еви вие помагате тоа, дека тие што слушаат македонците и граѓаните на Штип, дека ќе излезат, ќе направат промена. Ова не е само значи за 9 месеци избор на градоначелник. Тоа е многу повеќе од тоа. Ова е црвен картон на антимакедонската политика што ја прави власта и така наречената опозиција. Ова е црвен картон за нив. Ова не е дали Лазар Наумов ќе е градоначелник 9 месеци. Ова е многу повеќе. Не е проблем 9 месеци дали ќе или нема да е. Дали овој народ има свест, ова е тест. Дали овој народ има свест да излезе, да има собствено мислење. Не некој друг да ти каже бојкотирај. Ај кажи зошто да бојкотира. Ај направите една дебатна емисија, било кој поканете од ВМРО ДПМН. Било кој. Да каже зошто ќе бојкотира. Па јас да му кажам зошто бојкотира. Значи, промена е потребна. Црвен картон на нелегалната антимакедонска власт. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас.